Утрински стихови од Библијата. 14 октомври. Божите избрани оружја. При се тоа, земете го штитот на верата, со кого ќе можете да ги угаснете сите огнени стрели на нечестивиот. Земете го и шлемот на спасението и мечот на духот, кој е Божјото Слово. Ефесјаните 6, 16 и 17. Бог обезбедил изобилство средства за успешна војна против злото што е во светот. Библијата е арсеналот во кој можеме да се вооружиме за таа борба. Нашите бедра мора да бидат препашани со вистината. Нашиот оклоп мора да биде праведност. Штитот на верата мора да биде во нашата рака, шлемот на спасението на нашето чело, а со мечот на духот, кој е Божјата реч, треба да го пробиеме патот низ препреките и заплеткувањата на гревот. Повикувајќи го Тимотеј пред Божиот суд, Павле му заповеда да го проповеда Словото, а не поговорките и обичаите на луѓето. Да биде подготвен да сведочи за Бога секогаш кога ќе се укаже прилика. Пред големи собранија и во приватни кругови, по пат и покрај огништето, на пријатели и на непријатели, било во безбедност или изложен на тешкоти и опасност, навреди и загуба. Тој требаше да го открие трпението и љубовта Христова, објаснувајќи и подкрепувајќи ги своите укори преку вистините на Словото. Да се мрази и укорува гревот, а истовремено да се покаже сожалување и нежност кон грешникот е тешко достигнување. Мора да се чуваме од прекумерна строгост кон престапникот, но исто така мора да внимаваме да не ја изгубиме од вид огромната грешност на гревот. Постои потреба да се покаже христолико трпение и љубов кон оној што греши, но постои и опасност од покажување толку голема толеранција кон неговата грешка, што тој би се гледал себе си како оној што не заслужува укор и би го одбил како непотребен и неправеден.